Поздрав! Во ова видео сакам да зборувам за планетата Плуто и незината најглавна символика. Плуто е една од планетите која што е најоддалечена од нашиот сончев систем, истовремено и една планета која што е најмала во нашиот сончев систем. Што значи тоа е една мала планета која што може да влијае доста интензивно во нашиот живот. Планетата Плуто е владар на знакот Скорпион и актуално го транзитира, значи, знакот Водолија. Сега во ова видео ќе зборувам само за незината символика, секако од една страна конструктивна и деструктивната страна и символика на планетата Плуто. За да го заокружи целиот зодијачки круг му се потребни на Плуто 248 години, што значи еден доста долг период. Плуто бара од нас да бидеме автентични и да бидеме искрени. Плуто не обожава да носиме маски или некого да копираме. Плуто бара од нас да го покажеме нашето вистинско лице, оние кои што сме во суштина. Не е потребно да носиме маски за да се докажуваме на некого колку сме добри и колку умееме нешто да работиме. Знаете дека ако тоа ние деструктивно го користиме и со една врста на манипулација, дека кармата се враќа наназад и дека ние тоа на еден начин ќе го доживееме на еден доста негативен начин. Ајде сега тоа да го трансформираме и да го користиме на еден конструктивен начин. Значи, од два агола може секоја планета да се погледа. Од тој конструктивен начин на Плуто, како е таа енергија, како што спомнав, не бара да бидеме, да ставаме некои маски на нашето лице, да не се покажуваме онакви какви што не сме, него бара да бидеме автентични, баш онакви какви што сме, да не глумиме за некои кариерни статуси, за некои убедувања дека ние сме толку успешни. Не е потребно, луѓе, тоа. Потребно е да бидеш искрен со самиот себе си, да се покажеш онаков каков што си. Да го покажете вашето правилно лице. Кој е тоа вашето вистинско јас? Ако тоа го пронајдете во самите себе си, знаете дека тука се крие и најголемото богатство. Ако знаеме Плуто да го користиме на еден конструктивен начин, значи, како што реков, Плуто бара од нас да бидеме искрени, он не ги обожава лагите. Доста опасно. Бидете искрени на прво место со самите себе си, а потоа со другите. Покажете го тоа што е ваше. Тогаш ќе бидете најуспешни. Ако го покажете тој правилниот ваш идентитет, кој што сте, знаете дека тука ќе бидете најуспешни. А ако глумиме некако или некого имитираме, секако дека тука нема да успееме. Може ќе дојдеме до некоја скала, али знаете дека кармата се враќа назад. Ако нешто покушаваме некого да имитираме, некои маски да носиме, да се претвараме дека сме некој кој што не сме, и тука нема да бидеме успешни. Тоа Плуто не го обожава. Се бара автентичноста и искреност према самиот себе си и потоа преку другите. Деструктивната страна на Плуто е
контролата и манипулацијата. Кој од нас сака да биде контролиран или манипулиран? Сега, може би да се пронајде во некој живот некого нас да не контролира или да не манипулира. Значи, таа е доста опасна страна на Плуто. Затоа е битно да се знае на прво место каде се наоѓа планетата Плуто во вашата натална карта, во која куќа. И може би вие ќе откриете, може би вие сте биле изманипулирани или исконтролирани во вашиот живот. Значи, таа деструктивна страна на Плуто. Затоа таа ситуација, ако вас нешто такво слично ви се случи, треба да го избегнете тоа, или со такви луѓе да не имате никаква комуникација. Плуто бара да бидеме искрени во комуникацијата, искрени во све. Да го покажеме нашето правилно лице. Значи, да не правиме некои копии, како што реков, да го покажеме нашето тело онакво какво што е. Затоа и Плуто ја представува исто така и најголемата страв. Што значи тоа? Ако се прашаме или ако прашаме некој, ајде да ги прашаме, тебе прашам вас, од што вие највеќе се плашите? Значи, таа енергија на Плуто. Можете да ми напишете слободно во коментарите од што вие се плашите. Многумина може да спомнат дека се плашат од смртта. Плюс Плуто е таа исто енергија која што ја представува и смртта. Зашто многумина се плашат од смртта? Затоа што тука мислат дека со тука се завршува све. И затоа сакаат во овој живот да бидат толку успешни, да створат све, а после тоа, ајде да ве прашам ја, што се случува после тоа? Дали ќе можеме сето тоа богатство што го ствараме да го земеме со нас? Секако не. Све тоа ќе остане. И затоа сакам да ве мотивирам, да ве инспирирам, да размислите на таа тема. Дали е толку битно да ствараме толкаво богатство? Зашто? За кого? Многумина ќе речат, па јас тоа го правам заради моето семејство и така натаму и така натаму. Секој за себе може да си одлучи. Меѓутоа, битно е да не се борите за нешто што на крај нема да ви донесе успех. Све ќе остане, ништо нема да земеме со нас. Ако го напуштиме еден ден нашето тело, ништо не можеме да земеме со нас. Затоа бидете искрени самите со себе си и прашајте се дали све тоа мене ми е потребно. И секако ние самите ќе можеме да си го дадеме одговорот на тоа. Што нас ни е потребно да бидеме среќни? Што, вас ја прашам, што ви е потребно да бидете среќни? Исполнети, емоционално исполнети, финансиски исполнети. Што ви е вас потребно? Значи, тука исто Плуто тоа сака да го контролира. Да видиме, да бидете искрени исто и на тоа прашање. Ако знаеме да користиме Плутоновата енергија, ќе бидеме најсреќни. Најсреќни. Значи, Плутон го бара тоа вистинското. Кој е тоа наше вистинско јас? Кој е тој мој најдлабок карактер? Кој е тој талент ја што го носам во себе си? Подарок. Тоа сме ние. Не ни се потребни никакви маски да носиме. Не треба ни никого да го копираме
и да го руинираме нашето тело, за да може да се докажуваме на другите, еве колку сме убави, какво тело имаме и како изгледаме. Тоа не е потребно. Потребно е да се покаже вашиот вистински лик. Вашето вистинско лице. Другото ништо не е потребно. Знаете дека Плуто, ако го користите на еден деструктивен начин, све ќе ви земе. Ете, тоа беше само на кратко за Плуто и неговата енергија. Па така, се надевам ве мотивирав да погледнете во вашата натална карта каде се наоѓа планетата Плуто и секако која е таа енергија, која куќа се наоѓа во кој знак и какви аспекти прави. Ако сте заинтересирани за една лична консултација, тука сум за вас. И посакувам све најдобро, све најубаво и секако до скоро. Чао!